Почитувани гурмани, заљубеници во кулинарството, почитувани домаќинки и домаќини, нова епизода на 180. Јас сум Филип Чаловски, ова е ФД Кулинарското училиште. Имам со мене во студиото тим кој што е спремен за победа. Дали су во право, Мартин? Дефинитивно спремни сме. Тоа ми се допаѓа, се повеќе разгоруваме едноставно надпреварувачки дух, меѓутоа видовме веќе и се разгори тимскиот дух, што сме многу среќни. Нов предизвик, нови 35 минути за вас денеска. Да не ги повторувам правилата, мислам дека ги знаете. Ве оценуваме по вкусот, ве оценуваме по вашата организираност, по чистотата на работа и имам едно специјално изненадување за вас. Една специјално драга гостинка која што е денеска со нас во училиштето, што ќе сподели едно знаење кое што е многу драгоцено. Знаење кое што опфаќа работа во легендарните ресторани како што е Кермес, како што е Бивша Победа, како што е Метропол и да не зборувам многу, туку да ги најавам накратко вашите суди. Притисокот од емисија во емисија е се поголем. Учиме многу нови работи, учиме многу нови техники, приготвуваме многу јадења што дома не сме ги приготвувале, сепак ние не сме професионални шефови, не сме учеле професионално да готвиме. Долг период има јадења што не сме ги ни јаделе, не сме ги ни почувствувале, нашите баби може ги приготвувале или се приготвувале во други градови каде што ние не сме отишли, не сме ја пробале. Денеска ќе видиме што ќе биде на менито. И надпреварувачи, како што ви најавив, голема чест и задоволство ми е да ви ја представам Гордана Трпевска. Еден голем аплауз за моја. Со нас денеска во улога на судија. Меѓутоа исто и во улога на ментор, едукатор. Јас си поставам многу прашања. Најбитно е што Горде е човек што сака да сподели целото незино знаење кое што Горде е собрано од која година? 50 години без некој месец. Со долгогодишно искуство, со задоволство дојдов на Палави на поканата што ме поканивте да бидам денеска гостинка кај вас. И со задоволство да го предадам моето знаење, долгогодишно искуство. Јас искрено ќе уживам да судам покрај тебе, а мислам дека и Злате ќе се сложи. Да го поздравим и Златко Таневски денеска. Ако сме спремни, тогаш да го откриеме и што е денешниот предизвик. Значи, нов ден, нова епизода, нов страф во мене, заради тоа што има елиминации, но со крената клава ќе тргнам и денеска. Ќе гледам да впијам и да гледам и по другите што како прават, затоа што најубаво така можам да се снајдам, само со слушање и со анализирање како си работат околу и многу нормално со гостите и со самите шефови. Се надевам дека ќе бидам во подобрите 3-4. Тоа е тоа, идеме напред. Драги надпреварувачи, стигнавме до делот во кој треба да ви го соопштиме денешниот предизвик. Денес имам честа да го направам тоа јас. И само ќе соопштам накратко. Денес ќе готвите сарма од лозов лист. Јас во моето сегашно искуство сум ја сретнал лоза, месо, кромит, ориз. Тоа е некоја основа. Понатаму ќе оставам малку простор на денешната гостинка, господја Гордана. Може слободно да соопштите како сте ја спремале, како сте ја сретнале, каде сте ја правеле сет. Премолам. Јас ја имам многу правено, со долгогодишно искуство. Значи, сармата може ако е постна без месо, а во случајов сега ќе биде со месо, значи мрсна ќе биде. Месо мелено, ориз ќе ставиме, зачини ќе ставиме, кромит, пропржен и се витка. И се става во еден лист, нели? Се витка и се става на печење. Мислам, кој ќе бидат готови за виткање. Дали сигурно се сретнале вие и со лист од штавел, со лист од... Да, имам правено, да. И тоа е подготовката? Подготовката е тоа, да. Зачини си знаат.
самите на Околу делот со сервирање нешто да му напоменете на Па, преводачите? кој ќе биде готово, се сервира со млеко кисело. Ова си оди млеко кисело. Така било уште од почеток. Да, од почеток. Било ми. Значи, да. Надпреварувачи се надевам спремни. Времето почнува сега. Се чувствувам одлично, нов циклус, нови предизвици, тремата, позитивна трема некоја секако ја има. Веќе се навикнавме, така да мислам дека наредниот рецепт ќе биде сготвен успешно. Надпреварувачи, добро се снаоѓате? Внимавање со скромите месо и овој систем. Тука ставаше морков. Да. Убаво. Ако ме прашаш мене, јас прво загревам тавата сува, па ставам масло, да се загрее маслото, па потоа ставам останатото. Ја користам само за да Само знам дека- количината. Имаш и други убави садови од братство за тоа. Сабовите се прекрасни. Нити лепат, нити загоруваат. Како е тука? Како ми иде? Да. Се надевам добро, експериментирам пак нешто со зачини малку, ама ќе видиме. Од првиот пат, односно вториот пат добив трема. Интересна работа. Првиот пат немав трема, вториот настап повеќе трема. А денеска немам никаква трема. Малку сум изненадена, ама давам сили, се од себе да продолжам во шоуто. 10 минути помина. Имате време, полека, фокусирајте се. Супер мириса. Оди супер мириса, да, јас сакам да речам убаво мириса, се прокурирувавише. Така е. Да, мора. Размислувајте и киселото млеко да го зачините малце, му дајте Да. карактер. Да, Нане е еден од зачините што супер се вклопува. нане. Лупче секако, така. Да, да, Ја би може. рекол, Ако имаме суво, суво. има Да, да. Суво, представиме да не преовладува. Со секоја емисија возбудата расте, но се уште постои тремата. Се надевам дека понатака ќе исчезне скроз и дека ќе бидам се подобар и подобар и ќе научам некои трикови од нашите шефови овде. Имате уште 20 на минути. Нема ништо да се биде.
Внимавајте на зачинување, ве молам, веќе сакам да видам храбро зачинување. Може да искрам вода? Ајде. Ова се листови бланширани или не бланширани? Ја ги бланширам. Браво. Имаме, добро, ова ти е доле као за подлога. Ова е за подлога. Супер, супер. Стигнавме до фазата за виткање? Да. Тука веќе не витка. Ако оди, добро. Ова нема трема на само раце ми се траси. Имаш време за и да ти помине тремата и повторно за Била малце намали го ти, а не она ти опојаша. Малце намали е така. Оди, добро, оди. Не, немам трема, нема нешто ми се тресат раце. Поработи малку на облик. На обликот малку поработи. Тоа знам. Веќе почна со виткање ново. Да. Биде. Почнавте со виткање, готово. Не ми иде виткање ова, ама. Ајде, ќе биде. Стисни со раката. Стисни. Марија, како идеме ова? Па, мислам дека Кревите добро. под ритмите. Малку стискај. Горде, значи, Кермес беше едно од легендарните незаборавни места, така? Оди. Што беше најголем специјалитет во Кермес? Во Кермес готова скара. А, така. Печеш скара на ќумур, колку овие два работни стола. Так, Става ќумур, цела значи, вреќа на ќумур беше ќумур. строго. Ќумур. А според на струја или на дрва, или на плин? Имаме свадба кога имаме за чорба пилешка, исклучително. Сега тоа умре, не се дава, нели? Знаеш ли Да. кој ни беше гостин пред 2 епизоди? Благоја Гадафи. Ми кажа дека прво вработување во Ориент, во Охрид, Во Охрид. поретите биле на дрва, на почеток. Да. Значи, оние Ама смедеревац, не затеков, некој стил. Смедерево точно така, бели, обични, Пази само да не со се 4 изгори рингли, на 4 да. рингли и со една реална, ама беше свадбата, и таа свадба се памти ден денеска. 3 парчиња месо, ама 500 души и једу и пес. И ги вртам само јас. Многу беше популарна порано, јас се сеќавам И мешана скара. орис, и орис, Мешана орелна. скара, тоа беше најпопуларно. Овал, така... А десетка со кроми, тоа е од Десетка, Кермес. тоа и си остана, десетка со со кроми кроми, си остана. тоа е нашата рецепта. Во оваа емисија очекувам нешто па македонската куња дека ќе биде. Па не во неизвестност, што ќе биде до самиот почеток. Па што е зацртано во менито, тоа ќе готвиме. Може да се каже дека е малце потешко, затоа што ако знаеме, сепак нешто ќе бидеме подготвени. Јас накратко да ги поздравам спонзорите, кои што ја прават оваа емисија да изгледа како што изгледа. Секоја чест на Рамстор, голема благодарност до Халкбанка, да не го забораваме Братство, легендарните тенџериња, ни направија една чест голема што ни изгравира, гледаш логото на емисијата, ние тук. Голем поздрав до Братство. Тука ни се и Авакс, нели, имаат одлични средства за чистење, тоа е Авакс исто од Охрид, да знаеш, наша компанија. Президент, оставам да видиме алпското кисело млеко како ќе го направат на природачите, меѓутоа одлично кисело Број млеко, еден е, да, одлично. алпското И не нема, само киселото, да, сите производи. Сите се Да не ги забораваме Фортис, Камник, голема благодарност до Камник. Ќе споиме сармата со некое прекрасно вино на винарија Камник. И
драги мои, да ви сообштам дека имате речни 25 минути. Мак Петрол, еден голем поздрав до Мак Петрол, Перутнина и Фортис, компанија Фортис и ФД Програмското училиште се тука со вас. Видимо како изгледа, супер изгледа. Ајде да нема да ставиш. Нема да. Само внимавај подлога, внимавајте подлога. Водко, бибер. Знае многу лесно да запечи, да се оштети листот, да не сакаме сакаме зелената боја да се задржи на листовите, не сакаме црни листови, жилави. Добро, мислам, овие се и таква е бојата. Да, бојата си е таква. Почни од почеток. Нешто што помага при задржување на зелена боја е С витамин. Сега, у која форма ќе ставиме С витамин, дали лимон, дали ќе ставите, некој порано ставали лимонтус, мислам дека се користи. Да, лимонтус, да. Можете имате и таблета витамин С, можете да наросите. Со тресената риба малце имав проблем, сега ќе видиме денеска како ќе биде. Очекувам дека ќе биде некој лесен рецепт, нешто што ќе знаеме да го приготвиме, па да се покажеме нешто од дома што сме научиле. Повеќе сакам традиционална кујна. Видиш, имаме и различен дизајн, тоа ми се свиѓа, секој со свој печат. Добро, внимавајте на сухо, мора да има малку течност, мора оризот да се свари, да се свари при самото печење во ревна. Внимавајте на сочноста, внимавајте на маснотијата, доле не сакаме да запече, не сакаме загореност. Одлично им одиви вака сега. Горде, ова се натпреварувачи кои што се ентузијасти во кујната. Никој од нив не работел во професионална кујна. Тоа заборавивме да ти го кажеме или може да ти го кажа Владко. Ти го кажа, да. И јас морам да ти кажам дека направија руска салата од нула, со сос банес. Направија кинџу, секој еден си беше ултра квалитетен, со мали финеси само тоа. Ама и сега се супер сите. Направија макало од лук направија. Макало лук од нула, направија тресена пастрмка, направија до сега сутлијаш, имавме елиминацијски. Да. Можда нешто ќе заборам, али сето тоа беше ресторански квалитет. Секојчес лайк. Ето така, лайк. Лайк, да пукне. Да не ги возбудим. Добар си. Уште малку трпение, само да ги... Уште малку трпение да составиш порцијите. Најголем проблем за мене. До 35? 37. Како да 37? Имаш лимунче кај тебе? Лимунче? Повели, еве ти.
Стојан средња слободно. На преварувачи имаме еден гратис совет од Горде. Накратко, за да сармите ви се испечат нежно и елегантно, не доеда до загорување, да ги печете во водена бања. Да, да. Ето така. Еден совет гратис. Гратис Да се печат во водена бања. Побрза Вода што постапка. грие и тенџерето се потопува, да речеме, 1/3. Така е. Им кажавме, сега нека си одлучат они. Ние тоа го кажуваме на соката. Што мене прашуваат? Или обудуваме се како работа. Стави уште малце вода, а па ќе го пече. Оценуваме и по тоа. Кој колку чиста работа. Одличен совет е тој, да. И листот ќе остане свеж, и сам ќе остане сочен, нема се засуши. Одличен совет е тој, да, и јас. Најкомплициран затоа што се готвеше со готови листови од лозов лист, значи во тегла. Нивната подготовка беше малку специфична во однос на тоа дека беа потврди и конзервирани, требаше да се омекнат за да може да се направат да бидат до финална обработка добри за да може да се готви. Виткањето сарма за мене не беше толку тешко. Не го враќате. Ама ова е црвен. Гледам малку дека се малку беше малку. Ве молам, сакам убаво зачинети, сарми, внимавајте, пробајте, финално пред да ни сервирате. Имате уште минута и пол. Горде, повели едно око твое вака стручно. Како ти се гледа? Добро. Тука малце повеќе, ово е малце распадно. Александр ми се допаѓа се. Ова како ние машинчиња, знаеш, ова машински. И уште 15 секунди. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, стоп! Стоп, 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 Лиле, стоп, стоп. Стоп. Горде? Мислиш дека имам успешен предизвик? Јас сум задоволен од голем дел. Па да.
Одиме ли на дегустација? Да пробаме? Па да пробаме. Да пробаме? Надпреварувачи, денеска за прв пат се соочивте со печење во нашата шамотна печка. Дали се навикнавте на истата? Дали мислите дека сармите се добро испечени, доволно сварен ориз, доволно сготвено месо? Да. Па да пробаме. Ајде, Данило, Марија и Александар, пристапете. Повели Данило. Повелате. Како си среќен од денешната Па сум задоволен. сарма? Сум задоволен, експериментирав малку со зачини. Прв пат правам сарма од лозов лист со кисела зелка сум правил. Ми скочила супер, ова ми е прв пат, малку мака имав со листовите, но на крај се надевам дека вкусот ќе ви се допадне. Вака на прва добро изгледа. Ти благодарам. Благодарам. Сум готвил сарма од кисела зелка еднаш, од лозов лист никогаш. Обожавам да ги јадам, но никогаш не сум готвил. Марија, повели? Збор од вас за сармите? Па сармите мислам дека добро ми испадна. Убаво ми се заветка, убаво се испекоа, убаво ги искрчка фурната. Останува вие да пробате. Исто и киселото млеко го зачинив малце. По мој вкус, јас како што мислам дека би одговарало со сармите, ќе пробате вие, ќе одлучите. Инспирацијата за сусам од каде? Од Турција. Фала ти. Исто и денеска прв пат го готвев ова јадење, прв пат правам сарма од лист од лоза, сум правила сарма од зелка многу пати. Моите дома ја обожаваат. Не знам, мислам дека победи само доверовата. Верував до последен момент дека можам да ја направам кој што треба. Александар. Вака предизвик сарма од лозов лист, не толку често правена, ја правиме, меѓутоа мислам дека е во ред. Се надевам дека овој пат со зачините ќе биде добро, исто и кисело млеко зачинато направив, кој што мислам дека ќе оди добро со сармата со лозов лист. Па пробајте, па ќе видиме. Останува да го пробаме и Да, ајде. да вкусиме што Ајде да сте видиме, ни јас. направиле. Сум готвил сарма од лозов лист, не толку често, меѓутоа еднаш два пати мислам дека имам сготвено. Ќе почнам, кој беше прв, Данило? Ќе ти помогнам вака малце горде, повели Данило. Ако. Ајде. И повели, ова беше Од Марија. Марија. Еве Марија. И Александар. Еве киселото млеко на Марија. Киселото на Данило. Еве тука. 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 Уште една сад. И сега, Александар, Да можеш стане? тама, да, слободно. Да не бидем на готово. А? Сега мора денеска си ни Мислам дека оваа сарма не го е со гостинка, ношто. а и ние сме джентлмени. Вака со. Ќе Мора се да- снајдеме, ние Може од ова злате. Уште една Александар, да. Така. Прекрасно изгледа сите, сега да ги пробаме вкусот. Изгледат е друго. Ајде ја на Данијо да видам ова што е. Ствари и таа е пробав пред. Не за да ми набере. Ќе ни биде потребно и ноже. Ќе се снајдем. Најдеме? Да. Стоите кога не се доумували за желаат. Да.
се множи. Александар Јован. Марија Исусуса. Та Провенцијана Марија. Ми се допаѓа конечно се наштелувавме со зачинување. На добар пат сме. На одличен Да, пат. Марија. Се што пробав до сега Сусанов му даде малце убаво. храбро зачинам. Да. Голем предизвик го прифативме дека сме во шоу каде што мора секој ден да се носиме со предизвици. Се надеваме дека следниот пат ќе биде полесно. Не е лесно да бидеш елиминиран, не е лесно ни да бидеш победник. Поставуваш, ако ништо друго, бар за себе повисоки стандарди за следниот пат, да покажеш нешто повеќе. Може втората тројка да пристапи. Мартин, Снежана, Лилјана. Мартин, повели. Кажи ни како се снајде со сармата. Со сармата тешко ми беше работа. Малце скористив помош од вас за самото замотивање. Да не бидам последен со тоа не ствар да прв пат уште раков со лозов лист, така да пак сум задоволен за вкусот. Може би текстурата не се убаво затегнат и се распаѓаат малци, но вкусот си задоволен. А за киселото млеко оставив малце да се изседи, му ставив малце ситно-сецко лукче и малце попа. Задоволен сум многу како искрено киселото. Фала ти. Најкомплицирано беше вид самото виткање. Со пропржувањето и со зачините сум супер, но самото виткање тука веќе ме фати нервоза. Затоа се и нашите готвачи и жирија искористив џокер, искористив помош, ми покажаа како треба. Дефинитивно се мачев многу, ми се кинеа, па не знаев дали ставам доволно полнење, дали малце, но колку толку сврзав неколку и спадна супер на вкус, тоа беше најбитно. Снежана. Сега да завршиме. Имавме специјално послужување. Супер, си се потрудила. Збор 2. Па вака, за сармата имам готвено еднаш, ова ми е втор пат. Сум со лозаров лист. Млекото го ицедив, ставив сега декорација само лукче до згора. Тоа е тоа. Сервирано. Па ми е. Дали сметаш дека овој лук би бил ситно исецкан и би бил пријатен вака да се конзумира? Не, Да ни го требаше стави во уште малку, киселото млеко? може би требаше уште малку да се исеска, но како за декорација го правив само. Опасна декорација е вака сецкан лук, а? Храбра. Храбра. Ти благодариме. Денешниот ден добро одеше, се на време втасав, беше и станицата изчистена, но недоволно сум го зачинила. Месото што беше за сармата. И Лиле, ајде Лиле, повеле. Многу тањери на еден тањер. Ова да се лизне келнерот, имаме штета од, како ти кажам, треба да се надомести после 4 дена работа оваа штета. Зошто толку имаме тањер кој што е оштетен, не е исчистен. Внимавајте на тие финеси. Рековме, вчера имавме и елиминационен циклус, Ана, за среќа, не си замина, бидејќи имавме еден од учесниците што од оправдани причини го напушти шоуто. Ова би било во следните епизоди дисквалификација доколку ни се донесе оштетен тањир, било каков сад и недоволно исчистен. Тоа е основно, тоа е нешто што го нарекуваме во угостителството стандард, основен стандард. Извини, што почнавме вака малку на нож, повели и објасни на твојата креација. Денешниот рецепт сарма од лозов лист го правам втор пат. А млекото како кисело млекце го цедев преку цеделка за да остане погусто. А од сармичките доволно варени и месото, меѓутоа по мое сол
Во месото имам малку ставено, пола лажичка, така да пола кило месо, пола лажичка сол, по моje мислам дека е малку. А имав ставено и во лукот сол, така да се плашев да не... Имате лажички на секоја работна станица за дегустација, ве молам, користете ги. При готвењето пробувајте во секоја фаза. Во секоја фаза пробувајте. Секоја компонента да ја зачинете и на крај, ако на вас ви се допаѓа, ќе ни се допаѓа и на судиите и на сите. На крај не го пробав целосно. Тоа Ќе е пробаме, мојата... Лиле, фала ти многу. Лозовиот лист, кога го примивме да го подготвиме во врела вода, да ги наредам листовите, беа некако жилави. Дали е тоа така направено, мислам, конзервирано, или такви се листовите. Дома сум имала и помеки листови, нормално. Купуваме од пазара, ова е се спремено. Изгубив доста време обарување. 15 минути ги обарував исто. Како на почеток, така и после 15 минути, истиот резултат. Да пробаме, ова е на Мартин. На Мартин сармата. Да. Ова не беше паметно. Ма воопшто не беше паметно. Зашто? Со книга. Добро, не? Дали кој отсека? Ова има по црвен тип. Да. Можам да кажам дека по дел од двете, но да импровизирам ми е најака точка. Така да, во овој случај со сармата, сарма лозов лист. Да не бидам досаден со тоа секоја емисија, но стварно и ова беше прв пат со лозов лист да правам воопшто нешто, освен во сосови да го фрлам, ама ова беше прв пат. Немав искуство со тоа, но среќа тука се многу поискусни од нас и готвачи и самите што учествуваат, учесниците ми помогнаа. Едногласни сме. Судиското жири одлучи. Не беше многу тешко. Немавме некои дилеми, големи. Ве молам, пристапете сите. Дали сте спремни да слушнете кој ќе оди во елиминацијската фаза? Спремни сте. Дали некој предпоставува кои се тие? Дали сте свесни на кој не му беше денот денеска? Ја би рекол Лиле, истапи, повели. Лош ден. Не можеме да го поправиме тоа што е веќе пред нас принесено. Имавме
35 минути кога бевме меѓу вас, не користите, за на крај да добиеме нешто што у најмала рака е, како да ти кажам, буквално без љубов. Значи, нити сол, нити основно бибер зачини. Па да не зборувам за по некои сериозни слоеви на вкусови кои што ги очекуваме веќе од вас. Да кажеш ти нешто за денешниот ден, што ти беше најголем предизвик денеска? Листот Каскаше. од лоза, Така. приликом варењето 10 минути не се свари. Се уште беше жив. Тоа го земаме во предвид. Меѓутоа сармата не беше воопшто зачинета. Уште 30 минути или 20, се извинувам времето колку беше, не е варена, исто како што беше во самото тенџере. Не спомнавме за Не техничката да биде подготовка. мекичко листот, тоа. Спомнавме за вкусот. За солта, јас сум виновна, никој не ми е виновен. Судијата, господјата Гордана, помина, ми даде дека можам сол, бибер, и ставив и сол и бибер по половина лажичка, затоа што до крај мислев уште еднаш кој ќе го пробам да го дослам. Да бидам искрен, очекував ти и Жане на страната на искуството во денешниот предизвик да покажете врвни резултати. Да им покажете на младите колеги сарма од лозов лист, што би се рекло по врвни стандарди. За жал, не беше на ниво на задачата, одиш во елиминацијската фаза. Јас, како најстара овде од сите надпреварувачи, имав многу убави суди, многу убаво опознанство, колеги, колешки, така да од сите сум задоволна, меѓутоа дојде и тој момент. Елиминација не очекував сега. Мислев понатак. Снежана повели. Мислам дека сте на исто скалело некаде. Тоа што го кажа Филип за господјата Лиляна не сте нешто далеко од таму. Лошо завиткана, лошо зачинета. Не знам што да кажам друго. И печењето не беше убаво. Не беше обликот беше тоа и сами знаете. Нешто вие да кажете кај сте сгрешиле, што ви беше минус. Благодарам на тоа. На добар пат бевте, ве следевме, супер беше подготовката. Иако мислам дека сите погрешивте со месото, голема количина на месо ставивте во тавите, внимавајте на тоа. Така, бидејќи таа тава, секоја количина на месо што ќе надвладе над 60% од волуменот на тавата, веќе месото се вари. Рековме, вкусот е во карамелизацијата. Значи, мора месото малку да добие една карамелизација за да добие вкус. Генерално, оризот беше сготвен, меѓутоа, сите претеравте со полнење на тавите. Тавите беа преполни, меѓутоа, вашата сарма Снежана, самиот полнеж беше без карактер. Очекував нешто да експлозија на вкусови. Минимум да беше бар зачинета. Немаше доволно солтани? Немаше. Обликот не беше воопшто Мали бели за стовите око, некако не беше воопшто примамлив. Сервирањето сте се потрудиле нешто, меѓутоа, заедно со Лиљана, ќе одите во елиминацијската фаза. Ви благодарам. Благодарам јас. Па, испадна малце не зачинета, формата не самата комисија не ми ја бендиса формата, па ме обескрепи. Премна сум, да одам понатака јако сум во елиминација. Можеме да одиме со... Ајде да не откриваме со кого. Да биде малце во неизвестност. Мартин повели. Генерално денеска победи, да кажам, владата креативност, ајде да се изразам. Така победи нешто што ние не очекувавме да победи. Имаше сосема соливна сарма како за прв пат. Мене ми се допадна што тоа беше убаво зачинета, за разлика од господите позади тебе, вкусот ти беше 2 скалела погоре. И уште едно ме купи со убаво беше исто зачинето киселото млеко. Да. Така, киселото млеко многу не му обрнавме внимание, бидејќи
Тоа беше, да кажеме, Предизвик финеси сармата, да да. одлучуваат. Најпрво беше битно да ви биде сармата добра, твојата беше некоја златна висока средина, ти благодариме И на полу. бојата и све. И бојата беше. Ја бев скептичен на крајот, мислев дека сум во тие двајца што ќе идат во елиминации, затоа што не успев баш убаво да ги свиткам. Малце се распаѓа, но добро е што вкусот беше супер. Може би требаше малце време, повеќе време да посветам на самите сарми неголи киселото млеко, но на крај се испадна супер. Пак сум во таа златна средина што ми се свиѓа. Имам и среќа малце што таа граница беше малку подолу денеска. Да не беше толку подолу, јас ќе бев у тие последните двајца. Но сепак, задоволен сум. Интересно искуство. Дефинитивно се ова беше супер. Следно ќе повикам Данил. Да кажеш нешто горде за Данил овака. Беше по вкус беше добро и сервирањето беше малце ме предизвика како колега јас. И нов облик видовме малце, не беше оној традиционалниот, да. Ама зашто друг пат ако падне нешто нека паѓа, значи газиш преку него, не го зима и тоа малце ме предизвика да ви го кажам за на друг пат да не се случи тоа, ми боди очи. Супер. Значи пред комисија, пред камери, нека падне и кецелата, нема наведнување. Тоа вкусот беше добар и декорацијата ми беше само таа забелешка кај вас е. Оноти вкусот беше приближно добар и млекото воопшто па и не е битно. Секој Да, си во има овој случај, различен. да. Али- Ние се одиме на сарма, ама добро и вкусот беше добар. Во секој случај исто И ти како си и исто Мартин, на средина. златна средина, Безбедно. секоја чест. Да. Секоја чест. И декорацијата беше да. Кај мене секогаш преовладува импровизацијата, секогаш експериментирам со зачини, истото го направив и овој пат. Вметнав некои зачини што, не знам, не секојдневни за сарма, како жалфи, анане и други. Имав потешкоти во мотањето на сармата, бидејќи лисјата беа нестандардни, веројатно така ми се погодија, не знам, но се на се сум задоволен како испадна крајниот исход. И тешко би било да одлучиме еден победник од денешниот Од предизвик. Марија и Александар. Али да речеме златото го делат Марија и Александар, повелете чисто да ви дадеме голем аплауз, имавте навистина технички супер изведени, супер зачинети. Марија ми се допаѓа обликот на твоите сарми, ја баш ги сакам. И вкусот беше, и обликот, и И извини што се. ве прекинав. И сусамот, И сусамот одлично се додаде клопи, воопшто шмек, не излезе од концептот. Да, и млекото имаше некој посебен. О, млекото беше вкус, стварно, да, страшно. Мада ја не консумирам млеко, ма мене ми се допадна со тоа дојде. Злате за... Мене на Александар ми беа број 1. Мислам дека и во наредната емисија ќе бидат повторно број 1. Фала ти. Потекло имам од Прилепскиот крај кај што се виткаат најтанките и најмалите постни сармичиња, така да не ми беше проблем виткањето на сармата и листоите ги прилагодив за да изгледаат во формата како што треба да изгледаат сармите. Тој проблем го нема во виткањето на сармата. Поголем проблем беше дали ќе се испече како што треба, дали ќе имаме доволно време сето тоа да биде вкусно направено, за да може да го презентираме пред судиите. Мислам дека и двете, односно ги спојуваме, спојот помеѓу традиционалното и импровизираното, овде кај барем во шоуто, се покажува дека има успех и дека е добро. Благодариме на сите, уште еден предизвик, се надеваме и едукација за вас. И имавме горде, да се заблагодариме и на нашата колешка. Ти благодариме уште една за учеството, ти благодариме за Секогаш сум добре дојде на се што кога ете ви така треба, пренесе. тука сум. Да. Уште нешто би оставил ти да кажеш за крај вака да завршиме со тебе За епизода. крај сите треба да пазиме на све. На најмала ситница малите нешта ги прават све. Декорацијата, ете за мала несовесност, јас господинов прв пат го гледам, ете го кажав што имав,
За зачинот се достава, не се вади, али беше, мислам, сите беа добри. Тоа сега... Тоа им го кажуваме како на рутина, низ Како на готвењето рутина, да се пробува, да се стане навика. пробува 5 пати, за да не дојдеме до ситуација како Лиле. И 5 ги поминам пати, и 7, значи да дојде до некој вкус, зашто луѓе го јадат. Друго е кој ќе доставиш, друго е да биде направено со вкус, принесено на гостот, на секако гостиње, нели? И така, друга замерка немам. Уредни бевте сите, хигиената ви беше на ниво и сега тоа е. Друго немам што да Ја за кажам. вакви комплименти од ваков готвач, само можам да кажам на добар пат сме. Да. Продолжуваме понатаму 180 степени со нов предизвик. Наскоро нови надпреварувачи. Гледајте не, ве поздравуваме од FJ Кулинарското училиште.